Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат за проблемот со шверцот на луѓе низ Балканот и обидите на полициите да го спречат тоа. Затворените граници на Балканот за мигранти и бегалци им одат на рака на шверцерите со луѓе, кои заработуваат на маката на другите. Секојдневно во полициските акции се апсат шверцери, но овој илегален бизнис и натаму функционира. Грчката полиција деновиве соопшти дека на Крит уапсила 19 членови на меѓународна група која шверцувала мигранти, кај кој било пронајдено и поголемо количество дрога. Групата организирала шверц на недокументирани мигранти до земјите членки на Европската Унија. Таа оперирала во Египет, Грција и Италија. Шефот на полицијата на Крит, Костас Лагудакис, наведувајќи дека во тоа бил вклучен еден полицаец, рече: Η δράση του εγκλήματος δικτύου συνίστατο τόσο στη διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από το ελληνικό έδαφος, διαθαλάσσης, όσο και στη διευκόλυνση εισόδου τους στη χώρα μας από την Αίγυπτο μέσω Κρήτης. При тоа биле уапсени над 100 мигранти од Сирија, Сомалија, Иран и Египет кои се криеле во куќи и пештери во планините. Полицијата запленила пиштоли, пушки и опрема што ги користеле шверцерите. Η αμοιβή που αξίων η εγκληματική οργάνωση για τη διακίνηση των αλλοδαπών ανέρχονταν σε 2.000 έως 4.000 ευρώ κατά άτομο. Дека станува збор за големи суми пари што шверцерите ги заработуваат од овој нелегален сервис, потврдуваат и самите бегалци. Мохамад Рахим Бахши, бегалец од Афганистан кој по 13 месеци пристигна во Унгарија, вели: ما نفر $2500 تا ترکیه چیز دادیم یونان هر نفره ما 5 نفر هستیم یعنی دو تا بچه‌ها من یک نفر حساب کنه دو تا دخترم خانمم خودم و دو تا بچه‌ها من یک نفر حساب کنه 5 نفر چقدر میشه 12000 متوجه هستی Бахши смета дека добро ги инвестирал парите и се надева дека ќе успе во неговата цел мирен живот на неговите. Како и да е, шверцерските патишта имаат и обратна насока, но најчесто не за луѓе. Деновиве грчката полиција заплени повеќе од половина милион таблетки амфетамин наменети за Блискиот Исток. Шефот на грчката финансиска полиција Лукас Данабасис вели дека станува збор за синтетичката дрога Καπταγόν. Τα παραχθέντα δισκία του Κάπταγον θα μεταφέρονταν δια της θαλάσσιας οδού στη Τουρκία με το ταχύβολο σκάφος που βρέθηκε στην αποθήκη στο Κοροπή. Πιθανός τελικός προορισμός η Μέση Ανατολή. Уличната вредност на таблетките изнесува над 10 милиони евра. Двајца грци, турчин и албанец беа приведени на испитување. Шверцерите и натаму ја одржуваат во живот балканската рута за мигрантите. Според познавачите и покрај затворените граници, протокот на мигранти и бегалци продолжува, но сега и легално и за големи суми пари. Само за пренесување низ Македонија, например, шверцерите наплаќаат по 2 до 3000 евра за човек. Рутите по кои се движат главно им се познати на надлежните. Со затворање на европските граници за мигрантите се отвори патот на криумчарите кои заработуваат од човечката несреќа. Тие натаму ја одржуваат во живот западно-балканската рута. Цената на криумчарање поради се поголемите полициски контроли е порасната, ни во луѓето од невладините организации кои работат на терен. Ако лани пред затварање на границите, мигрантите на криумчарите им плаќаа по 1000 до 1500 долари за премин од Македонија до Србија. Сега таа цена е за двојно зголемена. Криумчарењето е во пораст, особено по минатогодишното затворање на границите и рестрикциите на движењето, вели представникот на канцеларијата на УНХЦР во Скопје Мухамед Ариф. Многумина од тие кои што се движат со помош на криумчарите често пати страдаат. Не само што треба да платат многу пари, туку и страдаат. И да ви одговорам на вашето прашање, да, сега криумчарите се многу поактивни отколку претходно. Протокот на мигранти и натаму продолжува, само што овој пат нелегално. Тие и натаму доаѓаат тука, само сега со криумчари и одат кон Србија. При нашите посети на прифатните центри во Гевгеле и Табановце сретнавме мигранти кои ни се пожалија дека се жртви на криумчари. И во Грција не е сјајно во кампот. Дојдов во Македонија со помош на криумчари, но не им доплатив, им побегнав. Требаше да им доплатам 1500 долари за да ме пренесат до Србија.
Одевме по планини околу 28 часа и беше многу тешко за нас. Луѓето мислат дека ако патувате со криумчари сте безбедни, но не е така. Мора да го ризикувате животот. Според информациите од терен, мигрантите кои нелегално влегуваат во Македонија на одредени транзитски точки добиваат насоки како да се движат. Криумчарите ретко патуваат со нив. Од Грција ги пречекуваат на македонско-јужната граница, ги насочуваат да се движат по пругата кон северната граница или им организираат некаков превоз до северната македонска граница. Кога пристигнуваат во македонските погранични села, имаат две можности за движење. Првата е преку селото Максинца кон косовско-српската граница, кој во изминатиот период почесто го користат, а другиот преку пограничното село Лојане кон српскиот Миратовски пат, кој што сега поретко се користи поради зачестените погранични контроли од двете страни. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, насловена Затворени граници, рај за шверцерите. Нашите содржини можете да ги следите и на Facebook и YouTube. До гледање.